отпадот од вашата канта? Кој го се? Сте виделе? Така, значи тоа се вработени од нашето предпријатие, кои што доаѓаат со едно посебно возило и ги празнат тие канти, така, и ги враќаат потоа назад. Тоа се случува во куќите. А што мислите во градот, како го собираме ние отпадот? Значи нема куќи, има згради, контейнери знаете, сте виделе, нели? Ете така, значи ние се грижиме да го собереме отпадот од контейнерите. Куќите се ми жути маркички на ушите. Ете така, значи во стационарот и во стационар, видите како се во затворени во кафези, се носат бездомните куќини од Скопје, значи од целиот наш град, и тука се вакцинира. Значи тука се вакцинираат, се стерилизираат, доколку се болни ги лечат и потоа повторно ги враќаат на цвите, велики ние не можеме тamo да ги чуваме, туку само да ги излечиме ако се болни, да им ставиме така на мантичка, да се вакцинираат против бесмило. Вие сигурно чувате некои милани дома има дамачи, има куќа, така, ете некој има куќа и сигурно се грижите убаво за него, затоа што си го чувате дома. Го вакцинирате, му давате редовно храна, така? И не се плашите од него. Ето, колку ми ова сакаме ние да достигнеме, значи тие куќиња кои што веќе биле во стационарот, биле вакцинирани бесмило, тие се веќе здрави и се вратени назад на улиците. И доколку сакате некој да покалите, ако видите дека има таква маркичка, нема да ви биде страв дека е болно или дека ќе ме касне, можете слободно тоа што го покалите. Уште една работа која што дојдовме ние да ја кажеме, побитна дека се што се фрла не е дуби. Не знам дали сте ги виделе овие речичени контейнери како кафези. Во градот сигурно сте ги виделе, има поставени личат на кафези и се со сина боја. Но видов дека вие имате и овие канти во различни бои на влезот на вашето училиште. Што мислите, зошто се тие во различни бои? Знаете ли ми кажа зошто се тие во различни бои? Тие се во различни бои за да се рециклираат отпадот. Така, да се рециклира отпадот. И токму за тој денес ќе изборуваме, значи да го рециклираме отпадот, потоа на друго место. Овде. Кино може да пони, може да на некои места и да не мириса убаво, туку све да мириса од депониите. Токму така е. Само што ќе мирисе, туку ние ќе се преполниш дека место, не само во Скопје, во цела Македонија и во цел свет, ако постојано фрлаат ѓубре, ќе нема место каде да живееме, значи ние се ќе исполниме со ѓубре и ќе нема каде да живееме. И освен тоа што ќе ни се прошират болести, значи непријатни ќе бидат, и затоа се смислиле начини како од ѓубрето што ние го фрламе, нешто да се искористи, да се направи некој нов производ и да не се фрли. И токму затоа се тие ваши канти тамо на влезот на вратата во различни бои, за да ви кажат кој отпад во која канта треба да се стави. Видовте, не знам дали ви пишува, на сината канта пишува хартија. Значи во сината канта се става хартија, онаа која што веќе не ви треба. Во жолтата канта се става пластик. Вие кога сигурно фрлате пластични шишиња кои сте пиеле сол или пак јогурт. Некаква пластика која што ја користите во училиштето, ако веќе не ви треба, вие оставате во таа жолта канта. Имате една